Охрид, европскиот Ерусалим со 365 цркви. Рано наутро и градот полека се буди. Еден лебец со скршено крило спокојно дреме на брегот. Кајчињата се лулаат како уште да се пијани од синокешната журка. Луѓе уште немат. Во сокачето во кое некогаш се наоѓала куќата на Чекуш, сега има зграда во која се издаваат апартмани. А онамо каде некогаш бил антологискиот графит "Лута трева за лута рана", има ирски паб. Младите келнери во него не знаат ни за графитот, ни за човекот. После 16 години, Ана повторно седна на истата маса, сега со Дона Франческа Маркулевска, газдарицата на хотелот и охридска снаа. Таа во 1990 година со сопругот дошла во Охрид од Германија и во Чекуш нашла и другар и некој кој ќе ја подучува македонски. Тој пак во неа нашол некој кој ќе му помага до крајот на животот. Тука Чекуш иначе си беше како дома. Он инклюзив беше овде. А и доста македонски ми имат научено мене Чекуш. Да. Зашто ние кога дојдовме овде, јас ништо не знаем. И тој ја германски знаеше и ми кажеше така се вика, така се вика, иначе доста има од него научено. Македонски ме научи. Да. Таа има само убави спомени од него, меѓу кои анегдота за тоа како шетал со саксија канабис под рака. Си имаше дома една саксија, кога имаше сонце, се хванеше тука покрај езеро. Се чуваш. Темек сонце да пали. На Чекуш се сеќава и познатата охридска докторка Жаклина Чочоровска-Новаковска, која го опишува како голем дечар. На разговорот е присутен и стоматологот Еро Лаголи, кога Чекуш го спомнува во интегралното интервју како некој кому му е благодарен од и бесплатно му направил протеза. На почетокот кога бев на специализација, значи кога изиграва викенд мајка или викенд родители со мажот ми, со желба да се снајдеме во животот. Беше малата моја, тогаш имаше 3 години, со свекрвата и со свекор, значи покрај езеро, како што бев тој ред. И често знам дека редовно си играше со незе, го научи незиниот јазик, таа специфично не знаеше к да каже, тоа викаше т. И текнува, тачи се на тајчето, да те повозам. И така да буквално беше дечар и знаеше да ја долови детската психа и баш им беше интересна на деца. Камила кажи да... Да, Камила, да, специјално им направи на сите деца од снег Камила, имја, како се вика, да, и то голема Камила пред Тино, огромна Камила, дури некаде слика имам. Кога паднал затвор, семејството дури му испраќало цигари. Заради нешто беше тој во затвор малце. Беше, па знам специјално Александра му пушташе штеки цигари, керка ми, крва ми. Значи, тенек теми, јас немам зборови за неговиот однос со децата и со нас беше секојаш културен. Ја прашавме Јана што знаела за Чекуш пред да седне на муабет со него во таа сега далечна 2004 година. Не го познавав лично, ама кружеа нели низ Охрид мал град е, многу анегдоти за Чекуш, ама имаше и многу етикети, многу предрасуди за него. А идејата за интервју со Чекуш беше заради еден проект, едно списание во рамките на проектот Слевање на маргините, градовите низ Македонија, и требаше да се фокусираме на Охрид, и јас го избрав Чекуш, зашто мислев дека ќе има интересна приказна за раскажување, заради сите анегдоти и етикети што ги знаевме за него. И стварно испадна така. На архивските снимки кои траат со часови се забележува дека Ана полека е вовлечена во приказната, речиси заведен. Често се смее, а и виното како да почнува да действува. Чекуш и повозрасен се уште е шерет. Како изгледал овој разговор во споредба со други кои таа ги правела како етнолог? Тоа ми е битно во сите интервјуа, генерално, тоа да се надмине таа бариера на некој што интервјуира и некој што раскажува за својот живот. А со Чекуш тоа одеше многу елегантно, Чекуш течеше ко река буквално, заради тоа што беше многу отворен, многу бистар и исклучително шармантен човек. А тоа што викаш за машко-женски односи,
Јас не го почувствував така. Беше джентълмен секако, например, ке ти запали цигара или ке ти ја наполни чашата со вино и све тоа, ама го немаше тој момент. Чекуш во тој период беше на возраст на моите родители, например. И тоа особено ми беше интересно, бидејќи беше толку многу различен од моите родители и нивните пријатели. И толку ми беше некако поблизок за разлика од оваа другава група, што стварно бе воодушевена од тој контакт. И просто беше човек што не можеш да не го сакаш. Додуше, кога се вратила така расположена од средбата дома, татко и не бил подеднакво воодушевен. Татко ми, например, кога се вратив од интервјуто, пиевме вино, бев и припита и воодушевена од Чекуш. И му кажувам на татко ми дека сум воодушевена, дека Чекуш е прекрасен човек. И татко ми беше прилично збунет и шокиран, зашто тој пак не мислеше така според тоа што го слушнал за Чекуш. Збунет, па можда и загрижен малку. Ама во исто време не дека татко ми не ги прекршувал нормите или не дека живеел тој по правила и прописи цело време, ги прекршувал многу, ама секогаш е полесно на тој некој познат лик од околината да му наметнеш некаква етикета, отколку да се соочиш сам со реалноста во наводници. Интервјуто навистина излегло во спомнатото списание, но мал дел, само оној за неговото детство. Следни броеви во кои приказната требало да продолжи, немало. Па се видовме уште неколку пати, му го дадов исписанието и се. Најважно од се е што тој стварно сакаше да ја раскаже својата приказна или својата параноја, како што вика во интервјуто. И беше многу амбициозен во таа смисла, а мене пак ми беше многу криво дека не успеав да најдам начин како таа цела да се објави, особено од како почина. И заради тоа сега ми е многу драго што ти ја најде формата како да излезе, бидејќи мислам дека тој многу сакаше да си ја раскаже приказната. Приказната до 2004 ја раскажавме онака како што тој ја раскажал на неа. Но што се случувало потоа? Дали повторно се виделе со Бригита? А мој ме вика как сакаш вика да се сексуалност, вика да оди до Марибор. Ти вика пола пат. На пола? Так. Затоа вика идај. Интересно реков, ама јас реков што немам пасош, што пустат, реков нешто, реков ми смета тука. Иначе видите, ке дојдам, реков, имате тоа време, реков. Ние реков си ги знаеме телата наши, реков. И јас не знам дека беше една, али дојдена не беше Ерика, туку беше Бригите дојде. Ова е повторно Илија Волкан, охриѓанец кој во моментов живее во Холандија, а кого го слушнавме и во претходната епизода. Да, па тој ја кажува како негова најголема љубов, што стално го вадела од ситуација. Бригите. Да. Значи таа беше дојдена, и то таа беше дојдена, па не знам, 2010-11, значи така нешто. А дали повторно се сретнале со синот? Ништо не знам за нив кој Не? Не. Бригите и тука ми помогна некој пат и ги побара преку. Негде ги побара, така да ми пушти адреси, ми пушти телефонати, ми пушти од Синчево, само дека јас бајам само од Синчево да знам нешто. Ништо немам успеано уште да најдам. Сега евентуел, Мартов, никад не касно, Мартов, ако направам пасошче, и ќе направам така некако да го ја клизнам јас до таму. А сам можам да го најдам, сигурен сум, ако не тем некој ден Африка некоја идеја, што не можеш никако да го најдеш. Ако е во Виена, преку нивната дефтер од главни нивни полицајски одно го најдеш. 2000, не знам, 8-9, знам го пуштим во Травник, внук имаше таму. И беше ојде, знам со автобус, ојде таму го несовме до автобуска. И беше да го види внук му. А другата сестра... 2004 вели немам пасош, вика во 2004, инаку да имав, ќе одам да го барам син ми во Австрија. Значи ти ако си го испратил во Травник, тогаш имал пасош, можел да имаш. Чекуш значи бил на подсета на внукот од едната сестра, тогаш почината во Босна. Но што се однесува до синот во Виена, според сите соговорници, никогаш повеќе не го видел.
Човек со име и презиме како неговите најдовме на социјалните мрежи, но не се осудивме да чепкаме понатаму. Некои нешта може би е подобро да останат недораскажани. Она што го знаеме е дека Чекуш починал во 2013, но пред тоа некој период практично живеел како бездомник. Кај пријатели, па во бродче, па во шатор. Имаше рак на белите дробови. Аха. Значи, тој во тој момент тој мисли дека како го дека куќата му се урна на местото се тој имаше куќа едно сопче горе. Во сопчето немаше ниту пенџера, значи никаква светлина. Се беше онака на Ни вода немало, вели. Уште Значи, тогаш, 2004 вода нема. Имаше едно купатило преку еден зид и преку надвор се излегвеше. Значи тоа не беше купатило, тоа беше оно као ВЦ сам. И тогаш еден период, значи, кога урнеа куќата, на местото да направи зграда, тој требаше да добијат стан и тој живееше едно време во шатор. И мислеше дека од шаторот од злагата дека нешто да го на белите дробови. Али јас мислам дека ето. Така му било пишано. Тој знам дека во еден период ко беше, значи, без стан, пошто се влечкаше така, мислам, многу ми беше криво, знаеш, човекот при мислам, една куќа имаше, разбираш, онака, куќа, соба имаше една, значи, негова беше, тоа беше неговото место, знаеш, и маце неблагодарно, значи, тие рушија кон, она речи го, куќава, мислам, можда тие му даде пари некој во меѓувреме за да се снајд, али мислам тие самите луѓе знаеа каков човек, значи за него парите бе онака може ги потроши за еден ден, знаеш. Значи треба да го вдомет него она, знаеш. Тој беше уствари невдомен. Знам дека онака се влечкаше, беше едно време во шатор, па после беше во кај Кили во станот, знаеш. Таму, па пак во шатор, па после живееше во едно бродче и после на крајот умре во бараките од Трудбеник. Ајде. Мислам онака, умрен го најдеа, мислам онака. Јас знам тогаш дека не бе во градов, знаеш, и ми се јавија онака по телефона вака и вака да ме го прости Господ Чекуш и да, тоа беше. Беше, не се секам дали беше 4 мај, али беше од тие мајските празници, така знам дека беше. Верзијата на Дона Франческа е поинаква, дека тој последните денови ги минал во болница во Скопје, каде го однел доктор Астрид, уште едно име кое често го слушавме од нашите соговорници, како некој што помагал и се грижел за него. Како и да е, Шерафедин Керим Ферхат, наречен Чекуш, умира на 61 година и е погребан на муслиманските гробишта во Охрид. Неш, тој беше од оние типови, неш, од ко замина, неш, она очекуваш дека ќе го видиш пак, неш, пошто тука беше, неш, на таа кулпа седеше, разбираш, кога да излезеш, знаеш дека тука ќе го најдеш, знаеш. И онака, долго време ни требаше да се навикнеме на негово отсуство, знаеш. Како дел од градот. Да, буквално како дел од градот и нешто дури онака си викам фали тоа дека на биста да му се направи на човеков. Тоа останува последна ваква бурна животна приказна со тажен крај. И зошто воопшто бевме толку мотивирани да ја раскажеме токму неа? Ова е Ана. Го живееше животот со полни гради, ретко кој од нас може да се пофали со таква животна, интензивна, динамична, драматична животна приказна. И
Тоа е многу важно, особено за малите заедници и покрај сите етикети и предрасуди кои им ги доделуваме на таквите луѓе, заради тоа што се заслужни, дека ги некако ги растегнуваат границите, кои ние не се осмелуваме да ги другите, нели, тие обичните во права смисла на зборот луѓе, не се осмелуваме да ги преминеме така лесно. За многумина Чекуш било олицетворение на слободата во средина во која таа често била потиснувана или стигматизирана. Луѓе го земале неговото име за прекар за да бидат кул, ама џабе оти биле плагијати. Дури знам она во времињата кои има фиксни телефони и онака и се јавиат еден од тие чекушите лажните. И мајка ми се јави и демек кажете му демек Чекуш говорат. Аха. И мајка ми паника, шо има ти со Чекуш? Да те барат во тебе. Нека овие 4 епизоди бидат нашата биста за Чекуш. Им благодариме на сите кои директно или индиректно учествуваа во составувањето на неговата приказна. Неговите другари од паркчето пред киното, сограѓаните кои го почитувале и покрај сите етикети, оние кои ни се јавија после првата епизода велејќи дека плачеле слушајќи го неговиот глас. Ние му останавме должни само уште една работа. И јас сакам ушенешка Бригита да видам, и ако го видам и Синчево Едвардо, Тогаш, знаеш што сакам да ми се деси? Ке направите некако средезо да ме надарите со палење, така. Трак, цвеќе, меќе дрво, мрва, цвеќе, меќе дрво, мрва, так, Чекуш и да се запалам. Кога тоа? Кога? Кој ќе ги видам овие фраерки више Бригите и Едвардо кој ќе видам, тогаш слободно сакам да ми не сакам дупка да лежам мртва. Не, а? Немам ништо против црве, знам дека јас земја сум, од земја сум и прашање направен даст. Ама друго е, моето далеки не видош. Еве не во Охрид, Јулија и на плажата Сараиште имат луѓе. Некој во комши го пушта Том Вејц и All the World is Green. Одличен момент да му ја исполниме последната желба на Чекуш, со символично пуштање на кајчето ганџа направено од хартија во вода. Истовремено со правењето на овие епизоди се случија две интересни Чекушови денија. Првото е во нова песна на Last Expedition, Одиме на Охридско море, која излезе истовремено со емитувањето на нашата прва епизода, а која случајно ја чувме на радио. Еден стих вели: со пари ние тенки сме, можда Чекуш ке не прибере. Од бендот ни објаснија дека станува збор за човек од Пештани со ист прекар, за кој сакаме да веруваме дека е добиен по асоциација на нашиот Чекуш. Во автобус се качиме, само право ке си пичиме. Второто Чекушови дење е вест која ја пренесоа повеќе медиуми. Синоќ околу полноќ, на стариот пат од Охрид за Струга, близу местото каде што реката Сатеска се влева во Охридското езеро, запленети се близу 200 килограми марихуана. Лицето кое ја носело дрогата со кајче успеало да избега. Полицијата вели дека трага по него. Патувај, Чекуш. Мајсторе, од морска болест патиме, полека покривиниве, пушти клима назад пекол е. Јас сум Илина Јакимовска, продуцент Бојан Угриновски, соработник Ана Шталковска-Гајтановска. Гласот го позајми Андреј Татарчевски. За фотографии, транскрип од епизодите и други материјали, посетете ја нашата страница običnilugje.mk.